Уште тука во текот на рекламите си отворивме уште неколку теми, многу теми поврзани со професиите, но и теми кои што не засегаат сите нас како граѓани нели на оваа земја и на оваа планета. Дел од тие теми ќе ги продолжиме и понатаму, а некои нека останат ето, како што ги завршивме во текот на рекламите. Имаме многу фотографии, ви благодарам, ни испративте одлични фотографии. Вера ни испрати една фотографија така помлада, може би тинеџерка. Да, испратив неколку од почетоците на Љубојна. Таа една фотографија е во времето, кога јас соработував со една франкофонска куќа од Лимож, од Франција. И практично живеев 2 или 3 години во Франција. Која година било тоа? Тоа беше 98-99. И тогаш исто така бев дел од една интернационална танцувачка екипа. Во животот јас сум работела и како балерина, модерен балет играв и повеќе беше танцов театар. Но и играв и пеев, имаше акапела делови во представата, има прилично убава улога. Супер. И со таа представа некако моето представување и на Балканот и во Македонија некако си доби значење и од тука понатаму и почна, нели, се роди Љубојна и така натаму. И еве до 25 години Љубојна. До 25 години. Имаше така неколку фотографии, едната беше од првиот концерт на Љубојна. Може да ги видиме на Вера фотографиите, па за тие што ќе сметаш дека треба и сакаш нешто да искоментираш. Па ќе биде интересно за гледачи. Добро, ова не е толку одамна, ова е... Да, ова е од пред една година. Манекенска фотосесија. Да, претпоставам дека беше за Макфест. Аха. За Бог да не беше. За Бог, може. Така ли? Ова е од снимањето на спотот за ракија, која што ја спомнавме на почетокот. Значи, каква македонска емисија е без ракија и сладко со кафето. Да. За да ти тргне денот. За сладко не можеме да се извадиме, немаме изговор, ама за ракија и дека сме во живо на телевизија. Мојот прадедо велеш, оти со ракијата правиш дезинфекција, со сладкото ги налепуваш сите бактерии, со кафето се будиш и со водата се исплакнуваш и така треба ти почни денот, а во 12 ти е веќе ручекот. И беше кога се оди на гости, се дава ракија и сладко и вода. Оваа фотографија е од мојот драг пријател, фотограф кој што Самир Љума ја фотографираше и мислам дека ова е од Дофест, една фотографија од Македонскиот народен театар, од тој концерт. Овде имав убав костим, од Елена Лука беше костимот. На нозете носам налани, не можете да ги видите на оваа фотографија. Дрвени налани? Многу интересен, дрвени. Баш традиционално. Автентично, да. Еве сум јас во галичка носија, разгледница е фотографија како старите разгледници. Преубава. Ова е од снимањето на каландата Христос се раѓа, која што ја снимивме пред некоја година, еве повторно јас. Еве целосно. За Вог, што би рекол Маријан? За Вог. Носија функционира и како за Вог. Да, па може и по. Добро, мора и тоа е делот. Ова е од концертот со Македонската филхармонија, кој што нели го спомнавме на почетокот, ова е 2019. Секогаш имате такви раскошни костими. Да, затоа што сметам дека важните концерти треба да имат драматични настави. Ова сум јас пред настапот во Кокино. И ова е дел од еден краток проект кој што се викаше Љубојна ритуал. Капата е изработена по мотиви на миравската капа, односно од миравската носија од Бојмија, гевгелиско, и е многу впечатлива. Баш има така, еве сум целосно како изгледа. Со разни детали кои што, нели, тешко беше на глава. Така изгледа, можеби не. Па не е тешко, меѓутоа има многу делови, многу слоеви има и генерално нашите носи имаат многу делови кои што вака не се видливи. Затоа што кога ќе ги облечеш тоа е една целина и интересно е што целото тоа, сето тоа шаренило воопшто не смета. Шаренилото напротив се надополнува. Гради една целосна визуелна нели слика која што има приказна. Ова е Брас Фантази 2014 во Универзалната сала. Ова е последниот концерт, ми се чини, или еден од последните во Универзалната сала, додека
Имавме универзална сала, да. Ова сме, го гледате Теодоси Спасов во позадина, натапани Алекса Круловски, Тони Кетановски, ако си се видате, ја ги поздравува. Па ова е една фотографија, мислам дека во Сите легенди во Джез, во музика, Битола сме тука. И беше спонтанна средба, ова не беше некој организиран концерт, мислам така се случи. И Теодоси, знам неговата изрека беше јас традиционал, ти авангард. Со Тони така беше комуникација. Ама супер спојка. Да. Разни средби, соработки, ова е мојата за вас зборував, фотографија, каде што јас играв модерен балет, гледате и ставот ми е таков. Да. И ова е, па да, 99-та година. Иако, нели, ова е првиот концерт на Љубојна во Нова Горица. Да. Бидејќи Љубојна започна заедно со представата Парите со Тепувачка во Битолскиот театар, всушност некако оттаму тргна целата идеја. И тоа беше представа на 4 музичари, 4 актери кои што имам иза сцени постојано. Музиката одеше во живо, не беше снимена. Браво. И дојде ден, бендот да настапи во живо и треба да смислиме име. Немаме име, не може да одиме четворицата како што секој со своето име и така се роди Љубојна. Како ви текна баш на... Па се вртеше околу љубов и околу љубојно поле и околу нешто кое што треба да опише една состојба кај што мора да има љубов за да излезе уметност. Мора да има некаква состојба која ќе ја опише релацијата на сите уметници во моментот на сцена. Љубовта е заедничкото што ве движи. Па без неа не би се родила музика. Да. А ова е Љубојна Боемска, ова се фотографии, мислам дека од Анастасија Илиевска. Да, ова одеше на Фуршпанот, ми беше баш така најпредставителна за таа намена. Доста има баш португалска естетика. Со ова можеш и на карневал да излезеш, на Прилепски или Струмички, баш. Добре, малку е пософистицирано, но да. Но ќе размисли, зошто да не. Добро, Со Вера имаме сите кажавме по нешто. Поопуштена комуникација, бидејќи ние си се познаваме по Прилепска линија. Да му честитаме јубилеј 25 години, а со мене има јубилеј 20 години познавање. Така е, точно. 20 години пријателство. И неколку пиво феста, и неколку нови години. Да, и убави На настани, площадот. навистина, многу убави настани и Си го памтиме како убаво време. Се за пофалување, бидејќи ја негуваат таа македонска традиција, култура, ја презентираат еден помодерен музички стил и најединствен за нив фактички. Не и правиме лице по милената група, ни се и често беа гости во Прилеп. И додека бев гранчанки, лани мислам бевте на Нова година, така? А имам и заднички пријатели, да си ги поздравиме. Да си ги поздравиме Џаичо и Снежата. Ако не гледаат, нека уживаат, да, супер. Така, да. Доктор Бети, може со вашите фотографии. Сега, Маријан, за крај ќе ве оставиме, ќе ги оставиме вашите. Сега во дамско друштво, нормално за крај, да. Доктор Бети исто така ни испрати убави фотографии кои што се поврзани со незината работа и таман ќе споменем уште една тема која што ја начнавме околу трансплантацијата, нешто што се направи за прв пат кај нас крај на 2022 рековме, да. Но да ги погледнеме поред, кога ќе стигне таа фотографија, ќе искоментираме. Добро. Што имаме тука? Па овдека е во ректорат доделувањето на дипломите после одбраната на докторатот, така да ова е во ректоратот на УКИМ. Ајде нека оди следната фотографија. Ова е во Света Софија, кога лекарската комора фактички на сите чинители што сме инволвирани во трансплантацијата ни додели благодарници. Така да тоа беше еден така убав чин. Бевме од сите области колеги тука собрани. Ова е еве таа фотографија кога добивте признание. Да, кога добивме признание за првата трансплантација. Тука бевме заедно хируршкиот и гастроентеролошкиот тим, така да и тоа беше еден убав настан. Инаку трансплантацијата, како што кажавте, започна крајот на 2022 година и тоа беше еден исчекор што се направи
кој овозможи веќе и на нашите граѓани да може да добијат шанса да се трансплантираат во нашата земја. Предходно се што се случуваше беше упатување на лекување во странство во други земји. Еве овдека сме собрани на Карел и како отприлика изгледа денот кога ќе не соберат сите заедно и треба да одлучиме во тој момент фактички на колку реципиенти да повикаме, какви се карактеристиките на донорот и сето тоа, така да ова е една Имате многу тешка задача, навистина. Па да, така. Оваа фотографија е во Собранието на Република Македонија, кога ја добивме државната награда 23 октомври, значи трансплантацијскиот тим доби државна награда за допринос во унапредување на науката и образованието. Значи тоа беше во 2023 година. Ова е една фотографија направена на нашата клиника во библиотеката на гастроклиника со колеги и со едукатор од Хрватска кој што ни правеше неколкократна едукација за трансплантација. Значи ова беше дел од тој процес на едуцирање на останатите колеги, така да тука имавме повикано и помлади колеги, зашто ние стартувавме од гастроклиника како четворица кои што се обучивме за да можеме да одговориме на потребите за трансплантација. Сега во моментот сме 6 колеги, но убаво е нели сето тоа да биде и поголем тимот секако проширува. Да. Ова е еден симпозиум на Македонското гастроентеролошко здружение, како еден вид конгрес 2024 година со председателот на Македонското здружение. Оваа фотографија е сега последно кога бевме во Мостар, еден заедничка фотографија со сите колеги на нивни конгрес тамо. Убаво што има соработки со колеги од други земји, тоа е многу важно, да. Значи без тоа не можеме да одиме напред, апсолутно. Ова беше една работилница која што се одржуваше на нашата клиника за едукација на матични лекари во областа на ултразвукот, па еве јас сум тамо што покажува на апаратот. Објаснувате што се гледа таму, така? Да, да. Убава иницијатива беше тогаш таа. Ова е едно мое предавање во Лимак хотелот, мислам дека. Тука, значи во Скопје, да. Во Скопје, да. Одиме со следната, да. Што имаше? Исто, ова е на студентски конгрес 2024 година во Охрид, кога имав предавање како еден вид работилница за студентите заедно со една моја колешка, така да и тоа беше за нив едно убаво искуство. Овдека сме сликани во сала операциона. Ова сме на едукација во Турција. Сите облечени во униформи, а ете во позадина работи хируршкиот тим, каде што се прави трансплантација фактички. Овдека ние Така добивате некој признание, ако не се лажам? Ова е во владата на Република Македонија, каде што премиерот ни додели благодарници тогаш за првата трансплантација на црн дроб. Некаде беше тоа март-април 23 година. Ова е уште една тема блиска до вас, за ретките болести. Ова е едно предавање кое што беше организирано заедно со австриската амбасада под иницијатива на Сдруженијето Вилсон Македонија, каде што беа собрани и колеги, значи кои што се од областа наша, меѓутоа и пациенти од нивното пациентско здружение, и тоа беше навистина убав настан кој што се случи. Да, во последниве години има, мислам, дека повеќе слух за луѓето со ретки болести за разлика од порано. Така. Заслужни сте многу и вие докторите. Па така е, значи од 2000
13-14 година кога започнале со таа програма за ретки болести преку Министерство за здравство, веќе до сега навистина е канализиран тој пат пред се како да стасаат пациентите до терапија. Значи има еден точно структуриран пат. Првично треба да бидат препознаени од лекарите од институцијата каде што припаѓаат тие пациенти. Многу често тоа се педиатриски пациенти. Значи тие првен се диагностицираат на самата клиника, потоа кога веќе имаме поставена диагноза, се реферира на стручен колегиум, се добива одобрение дека тој пациент веќе припаѓа во групата на ретки болести и тие сите документи се препраќаат на комисијата, Националната комисија за ретки болести, што е во склоп на Министерството за здравство. И тамо се ставаат во регистар и се започнува, мислам, со терапија. Така да има баш на канализиран пат кој што може да стаса до терапија. Така, и тука некаде завршуваме со вашите фотографии. Ви благодарам што ни ги отворивте вратите, ете да кажеме, да дзирнеме малку повеќе во она што се случува во вашето секојдневие и она што вие го работите. Ајде да ги видиме сега и на господинот Маријан Ристевски фотографиите, како одмара заменик министерот, дали пат... Па не одмара многу, ама Или не, се са на сликите тешко. Се са работни. Јас му за некој патување, ќе ни покажете слика. Но се пак летување во Дубај. Бисерче, ние си побаравме како што е редот, ама не, изгледа нема време за одмор. Ни раскажа сега. Добро, сигурно мојата PR служба да им кажете малку да одмараат повеќе, да пратат и од одмор слики. И од одмор слики, добро. Каде тука? Па да, овдека сме во Тирзот, во една од Тирз зоните, во презентирање на нова технологија, која што за прв пат се применува во една од фабриките, овдека поврзана со автомобилска индустрија и така да тоа е еден од главните приоритети на Министерството за економија, меѓутоа и на владата. Инвестициите се доста битни, посебно од зоните, висока технологија, нови работни места и така натаму. Ова е дел од една од тие посети на еден од новите погони. Да. Така, Исто е посета. Па можеби од тоа, можеби од друга некоја фабрика и така имаме многу посети. Тоа е дел од нашата работа и добро е да имаме секогаш права информација од право место, бидејќи секогаш врз основа на транспарентност и добра информација треба да градиме и квалитетни политики, нели во однос на економијата. Ова е на сигурно тука на еден од сајмите кои се имаат одржано пак во однос на нови технологии, иновации и така натаму. Да, ова е во влада, сигурно можеби економско-социјален совет. Да, премасликава, да. Се сите се претпоставувам работни фотографии. Па да, гледале да пуштат работни фотографии, оке, наредната емисија ветувам дека ќе има и по-слободни така активности, да, може, договорено. И така. Да. Бидејќи ќе споменавте младите, да додека одат фотографиите. Да, ова е во Кинен на посета, имаше поголема бизнис делегација и представници од Министерството за надворешни и економија ја предводев таа делегација. Сајм во Нингбо, каде што беа презентирани голем број на македонски производи, посебно македонски вина и прехранбени производи. Така. Кина е голем пазар и добро би било да успееме што повеќе производи да и пласираме, а фирмите да ги направиме да бидат повеќе конкурентни и извозно ориентирани. Тоа е многу битно за државата, да. И оваа фотографија исто. Да, претежно, па сигурно предавање. Учествуваме покрај на работно учествување на голем број семинари, предавање на... Тоа е дел од нашата работа, да. Се превземаат ли конкретни мерки како младите да ги задржиме тука, па кога веќе младите ги спомнат? Ова е еден, мислам, од тие настани, тука и словенскиот амбасадор, во посета на општина Илинден, се извинувам, во општина Газивава, да, градоначалникот го гледам на крај. Да, со Занечиската комора, каде што се отвори центар за едукација на занаети, одржување на занаетите. Така.
Па добро, тоа е едно од Тоа, можеби да, мерките тоа не е за... дел од нашата работа и треба да внимаваме. Занетите се многу битни со вакви, како што кажав, некојаш и паушални, да речам, лицитирање со одредени плати да затворија некои од тие занети кои за жал едва и обстојуваат во Македонија, а не се малку ги има илјадници на број. Тука Колку само исчезнале. Да, од една страна знаете помагате, од друга страна продуцирате невработеност. Мислам, не е тоа во ред. Да. Може да видиме следната фотографија. Тоа е, да, исто нека бизнес средба со стопанственици од Македонија, меѓутоа и луѓе поврзани со економијата, бизнес секторот. Навистина не одмарате, значи. Па не е баш така одмора, меѓутоа Се шегувам. избрале такви Слики слики. се. Тука сме на една од роуд шоу кога имавме по општините за презентирање на оперативниот план. Оперативниот план кој што значи и нови вработувања, посебно за невработените и младите лица ова година. Знаете дека имавме рекордни 40 милиони евра предвидено, од кои што најмногу користеа млади лица невработени да отворат свој бизнис или да се вработат во постојани субјекти. Преку 12.000 невработени лица, од кои над 60% млади лица ги искористиле тие мерки од оперативниот план на ниво на Македонија. Доста успешен оперативен план, 90% искористеност. Се надевам дека ова година ќе имаме уште подобар оперативен план со подобри мерки и иновативни мерки исклучиво наменети претежно за младите невработени лица до 29 години. Одлично, што ми искористила и голема бројката што Да, спомнавте да. дека искористила. Доста успешно, годинава се надеваме ќе биде уште поуспешно. Да. Тоа се дел од тие средби, презентирање на нови законски решенија, оперативниот план, се она што го носиме како нови мерки или нови закони, практикуваме да ги посетиме по големите центри и градови и тоа директно да му го кажеме на заинтересираните и на младите и на бизнес секторот. Тоа е дел од нашата работа. Тука е заменичка директорка на АВРМ и Даниела сега директорка на новата агенција, тоа е НОВО. Каде што исто така ќе има доста иновативни проекти, поврзани пак со зелената економија, што е доста атрактивно. Доста важно, екологијата. Да, тоа се дел од тие средби кои редовно ги имаме, средби со синдикатите, значи не се само работодавачите, бизнес секторот, и имаме средби и со работниците, синдикатите, представници, буквално со сите синдикати. Транспарентни сме, разговараме, некогаш имаме исти ставови, некогаш имаме различни, меѓутоа секогаш работите треба да се решават на масов интерес на граѓаните. Дебата треба да има, најдоброто решение и да биде разумно решението, да не правиме некои турбуленции понатаму од кои што нема многу корист граѓаните. Уште две мислам дека има. Посета на Lidl е ова. Не, ова е посета на една винарија, се извинувам, во Неготино. Видете, винарите се доста има интересни винари, мали и средни винари, и тоа треба да биде не само развој на винската индустрија, туку и развој на винскиот туризам во Македонија. Да. Ние сме поднебие каде што се произведуваат многу добри вина и тоа треба да го промовираме повеќе. И треба да го искористиме тоа што го имаме. Ова е па една од организирано од Инова, една од едукациите на студенти, млади луѓе, каде што го потикнуваме тој предприемачки дух кај младите бизнис. Значи, да не биде она само дека ајде сега треба сите млади луѓе да бидат заинтересирани за вработување во јавен сектор. Ние имаме многу квалитетни, добри млади луѓе кои имаат многу добри бизнис идеи и треба да потикнуваме тој предприемачки дух, менаџерски дух, да можат да не заминуваат надвор, туку тука да го се отворат свој бизнис и има доста успешни примери за тоа. Па дел од оперативниот план и работењето на Инова е токму во тој контекст. Да ги задржиме младите во сопствената држава. Така, или да ги вратиме. Или да ги вратиме, да имаме и стратегија, да напоменам, која што стратегија има сериозни мерки кои ќе ги понуди владата во наредниот период и платформа која ќе биде достапна за сите иселеници да можат да дојдат да инвестират во Македонија или да продолжат да живеат и работат во Македонија. Дај Боже да биде така. Па ако успееме 30% сме направиле голем успех.
Има и такви примери. Имаме уште Да, има 5 и минути. Да, толку се Сте фотографиите, да, но имаме уште 5 минути. Дали може последните неколку минути да ве насмееме малку? па секако дека може да. Мислам дека ќе биде одлично за окружување на Смејнето е емисијата. добро до утрина кога почнувате да ви тргне добро денот. Така. Господин Ристевски, ќе ве замолам овој сат. Малце ми е далеко. Не го земав до мене. Да, а прво дамите да одберат по едно прашање. повелете. Сега вие сте джентлмен. Да, да. Тоа што ќе остане, ако може и на Вера да го подадете садот, Да, повели. И за вас што ќе и остане. тоа што ќе остане за вас. Кога нешто како Маријана од Лото. Само ние не даваме пари тука. Вера, да почнеме со тебе, може? Да почнеме. Ајде. Шопска без кромит или кафе без шеќер? Ни едното, ни друго. Значи, кафе со шеќер, шопска со кромит. Шопска без кромит во секоја втора кафеја на носат. Дечки, шопската мора да содржи кромит. Тоа е како да ја одземеш цела фраза на една музика која што не може без таа фраза. Значи, тоа е додаток на вкусот, целосниот вкус. Се согласувам. Така, не е една, не го означува само една состојка, туку сите заедно. Така е. Инаку, ти си една од ретките што бара тука кафе со шеќер, да знаеш. Значи, ретко Може да веќе се со случи јас и шеќер. шеќер со кафе да поберам. Така? Ако останало малку во тегличката, ама доволно, може буквално да И се... јас не можам да се Рефрен. навикнам без шеќер да Да, пијам. и вие со шеќер, значи. Да. Но затоа пијам само утринско. Ретко пијам во текот на денот. Јас за разлика од вас пијам без шеќер. Да. Да. Како и сите други гости, без шеќер. Да, и бе доктórката и Вера се погодира со шеќер, јас без шеќер, вие без шеќер. Јас во последно време Чајче со без мед практично си го правам кафето, така да мед става место Треба шеќер. да пробаме Да. тој рецепт. Да, Може, добар. Да, Може. добар. Како е докторке за црниот дроб? Најдобро така. Кафето е многу добро за црниот дроб, да знаете дека го штити црниот Значи дроб. да пијаме Како кафе, кафето, така? да, Во ограничени да, количини или неограничени? Па 2 до 3 кафиња слободно. Слободно од Да. текот на а какао? Тоа се погоди на Да, и вие што какао. пијат И кафе. какао може. Да. Меѓутоа за Еве кафе, научивме нешто ново од емисијата. Докторка, вашето прашање, мислам дека е многу интересно. Ајде ќе кажете вие. Кој зачи најмногу ве опишува како личност? Лута пиперка, сол или шеќер? Мислам. Денес е Сега, ова... мото на крајот на разговорот шеќер. Да, апропо тоа што го зборевме, веројатно шеќерот е тој што повеќе е карактеристика за мене. Не можам точно да кажам. Знам некогаш да изреагирам така. И како лута пиперка? Како лута пиперка, знам. Меѓутоа брзо ми поминува, што е добро. Значи не ја држам таа лутина, така да нешто измеѓу тие две. Измеѓу тие две. Маријан ќе се надоврзе одлично со лутината, Да, така? да. Па прашањето е колку ви трае лутината на скала од 1 до 10. Девет. Не. Сигурно не е 1, сигурно не е 10, ај би рекол 3. 3,5. да речем. Добра добро. ставка. Да, добра Одлична. ставка, одлична. Видете, лутината нормално е човек некоја се радува, некоја се лути, нормално е во животот и да се налутите некојаш, меѓутоа кратко ми трае лутината. Добро е во тие моменти да нема присуство. Мате сами да бидете оставени. Меѓутоа тоа брзо поминува и видете, јас потекнувам од Прилеп. Прочка е голем празник, Така е. простувањето и христијански е, така да се секогаш има простување и да ни простат и да простиме и така натаму. Хуморот е доминант. Па и хуморот, да, еве, од саба си кажавме со Вера пред да дојдеме тука, 2-3 вица, се посмехне, сега после ќе си гледаме на кафе, кој кај ќе Ма не оди. ги превртевме шојли. И Сега, така е. бидејќи ќе завршуваме, може да си ги превртите и ќе направиме нешто. скадет превртување на шоѓата, па Само кој да ќе видиме гледа, не знам. Карасче, карасче. Како ќе Па ни не, јас тргне повеќе по денот, па хороскоп. желба. За шего. Бисера одлични прашања, инаку Бисера ги подготви специјално за Бисера ги вас, подготви. да, и многу бе интересни. Да. Па И некако сега- знаев дека вака ќе се паднат Бисерче, не знам. Ако јадите луто од сабајле, ќе видите лут. Лутината подолго ќе ве Лутината држи. подолго ќе ве држи. Многу ви благодариме што дојдовте денеска. Од режија веќе ми бројат 10, 9, 8, 7. Одиме со музика да го заокружиме убаво дружење. Пред самиот крај, само да кажам колку што се важни здравствените работници, како кажа докторката,
заменикот министер и колку е важно стопанството за наетите, така е насушна и културата и многу е важно вмрежувањето, медиуми, институции, артисти, зашто културата, драги мои, не опишува. 29 март во пасош. Македонска филхармонија ќе уживаме сите заедно во Љубојна.